ЗНМ е начално против таков закон. Ние сме прво да се разговара за потребата од има потреба или нема потреба таков закон. Инаку конкретно еден пример за небулоза, член 4 новиот нацрт закон, кој што вели дека за морал и што е неморал и за угледот на судската власт одлучува агенцијата. Значи 6 до 7 души, од кои тројца од треба да одлучува што е морал, што е неморал. Мислам, тоа е нонсенс. Си има други институции, си има суд, си имаш комисија за антидискриминација, имаш устав, имаме закони, значи нема потреба од таква работа. Мене представници од општина да ми кажуваат што е морал. Не знам некаде во свет дали има тоа. Значи ЗНМ останува на ставот дека додека не се пролонгира барањето за продолжување на јавната расправа, додека владата не одговори на тоа, вие не учествувате во нивните дискусии. Да, додека не се пролонгира рокот, ние не учествуваме. Прво ние ќе организираме меѓу колегиве дебати дали има потреба или нема потреба. Согласно заклучоците од Маврово, каде што се заклучи дали да се дебатира дали има потреба или не од таков закон. После тоа да се навлезе во содржината. И ти и ја беме на тој ден на галеријата горе кога се случи тој настан. Знаеш што се случи и што ни правеа. И сакам да кажам дека тој настан, тој инцидент, тој напад на слободата на изразување мора да биде расчистен. Нас не ни интересира што и како политички ќе се расправат меѓу себе власта и опозицијата, дали власта и опозицијата ќе извлекуваат бенефити за себе повеќе или помалку. Ние мора да инсистираме да се расчисти случајот со новинарите. Значи со исфрлањето на новинарите од галеријата. Без тоа расчистување не би требало и сум за тоа стојам на таа позиција и имам кажано и во повеќе други прилики дека не треба да се продолжат преговорите со владата. Значи има адхок комисија, ние не бараме, вако ние бараме заклучок од таа адхок комисија која што конкретно ќе каже во врска со инцидентот со новинарите што треба, односно што ќе се направи.